Со бесплатни часови по математика, физика, хемија и биологија до подобри резултати на државна матура, но и зголемување на интересот за техничките факултети. Штипскиот универзитет ја стартуваше програмата Иницијатива за идни научници, со која на матурантите до мајки им помогне да ја совладат материјата, но и да се наоружат со знаења кои ќе им бидат потребни за нивното понатамошно академско доусовршување. Наставата ќе се одвива на универзитетот и ќе ја држат универзитетски професори од средните училишта. Целта ни е прво да се доближиме до нашите идни студенти, односно да ги мотивираме идните студенти да ги изучуваат и природните науки и да им помогнеме преку една подготвителна настава за подобро полагање на матурските испити. Тоа е активност која што целосно е финансирана од страна на универзитетот и ќе ја спроведеме заедно со заинтересираните ученици и со наставници, наши наставници и наставници од средните училишта. Доколку матурантите покажат сериозен интерес, ќе се направат напори ваква подготвителна настава да има и за останатите предмети, односно македонски и странски јазици. Според ректорот Мираковски, високите оценки на државната матура за студентите значи поголема можност за запишување на програмите за кои се одлучиле. Дефинитивно подобра можност за запишување пред се да влезат во државните квоти, односно да може да бидат финансирани целосно од државата, што сигурно ќе им го олесни идното студирање, а ние сме должни да им помогнеме на студентите, на идните студенти, независно дали ќе останат тука или ќе студираат на некој друг универзитет, иако сметам дека доколку им ги покажеме условите и можностите кои што ги има универзитетот Гоце Делчев, ќе можат да не земат како една од опциите за нивно идно студирање. Наместо зголемување секоја година има благо намалување на просечната оценка на државната матура. Лани средната оцена беше 3,25, а за да се обезбеди поголема контрола во тестирањето и да нема препишувања, полагањата беа организирани во холовите и спортските сали во училиштата.